Најново издание на регионалните вести. 76 годишен пешак бил прегазен од малолетник кој управувал автомобил без положен возачки испит. Сообраќајката се случила на регионалниот пат Тетово – Камењане. 13 годишен малолетник прегази 76 годишен пешак од Камењане, управувајќи без дозвола патничко возило Рено Клио со тетовски регистарски ознаки. Пешакот од возилото Рено Клио бил удрен на десетина метри од неговиот дом откако излегол од џамија. Веднаш бил префрлен во Тетовската клиничка болница, каде лекарите ја констатирале неговата смрт. Од СВР Тетово велат дека при сообраќајните контроли голем дел од учесниците се без сообраќајна возачка дозвола. На годишно ниво се регистрираат по околу 1500 возачи кои возат без положен возачки испит. Неретко дел од нив се малолетници. Минатата година, например, на поширокото тетовско подрачје вкупно биле откриени и законски санкционирани 1663 лица кои ги управувале возилата без возачки дозволи или просечно месечно по 138, односно по повеќе од 5 дневно. Извршен е увид на местото на настанот од страна на јавен обвинител и се работи на целосно расветлување на случајот. Во сообраќајна незгода во Тетово повреден 18 годишен возач. На автопатот Гостивар Тетово се запалил камион во движење. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера на булевари Линденска во Тетово патничко возило Мерцедес управувано од 18 годишник од Тетовско Теарце изгубило контрола, излетало од коловоз и удрило во бетонски електричен столб и украсни дрвца. Повредениот возач кој бил сам во возилото пренесен е во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош. На автопатот Гостивар Тетово пак утрово избувнал пожар во товарно моторно возило Волво со охридски регистерски ознаки во движење, управувано од 43 годишник од Охридски Лескоец, а во кое како сопатник се наоѓало уште едно лице од Кичево. Нема повредени, а со интервенција на тетовските и гостиварските пожарникари, пожарот целосно е локализиран. Вчера во полициската станица Гостивар лишени се од слобода 4 лица од Скопје и едно од Гостиварска Лакавица, поради сомнение за нивна инволвираност во насилство, кое околу 14 часот се случило на регионалниот пат Брана Маврово, а на кое му предходела сообраќајна несреќа со учество на 3 патнички возила. Во СВР Тетово 24 годишна гостиварка вчера пријавила дека нејзиниот поранешен невенчан сопруг на возраст од 26 години во повеќе наврати се заканувал по животот и физички ја малтретирал. Тој се самопријавил во полициската станица Гостивар и се работи на целосно расчистување на случајот. Ќе се мапира и дигитализира археолошкото културно наследство на Гостивар. Првичните проценки се дека на гостиварското подрачје има околу 150 археолошки наоѓалишта. Конзерваторскиот центар во Гостивар минатата година за прв пат спроведуваше сондажни археолошки истражувања на локалитети во Гостиварско со цел за нивна заштита. Тимот Гостиварскиот центар во соработка со стручни екипи од Археолошкиот музеј, од Националниот конзерваторски центар, како и истражувачи од катедрата по археологија при Филозофскиот факултет во Скопје, работеа на Ѓоновичко кале и на калето над селото Равен. За во иднина планирано е мапирање и дигитализирање на археолошка карта на Гостиварскиот регион. Македонија е едно многу богато тло со археолошки локалитети и Гостиварскиот регион не е изоставен од тоа богатство. Еве, ние две институции, Конзерваторски центар Гостивар и Национален конзерваторски центар, кој што е матична установа и е секогаш во стручна помош на останатите центри, планираме повеќе годишна соработка. Веќе во блиски иднина планираме мапирање и дигитална археолошка карта на Гостивар и со тоа да ја видиме целосната слика како Гостивар стои со археолошкото културно наследство и што му треба во овој момент да се направи за негова заштита. Првичните проценки на стручните лица се дека на Гостиварското подрачје има околу 150 археолошки наоѓалишта. Точните податоци и повеќе информации ќе се добијат откако ќе се изврши најавеното мапирање. Освен прецизирање, истражување и заштита на наоѓалиштата,
Долгорочно ќе се цели и на нивно промовирање како атрактивни туристички места. Средношколци и професори од Техничкото училиште во Гостивар изработија електромобил. Електромобил е најновиот проект на група креативци, средношколци и професори од Техничкото училиште во Гостивар. Наспроти представата дека училиштето се состои од лекции, книги, формули, тестови, ова е пример на нешто функционално, создадено од рацете на средношколци, производ на нивното знаење и вештини. Во создавањето на електромобилот учествувал тим од 30 на ученици и професорите Бошко Самойловски и Борче Кироски. Исто како е популарните сега електромобили, нели? Исто батерија имаме, ја полниме од мрежа, електромотор кој го предвижува задното тркало, позади имаме едно, напред две, на 3 тркала е возилот. Електромотор со ланец, од голем дел од деловите се од голем број, значи од деловите се од точак од велосипеди. Задниот пренос исто од велосипед, со шалтер како исто велосипеди V18 брзинци, нели? Со 6 е нашиот, дека напред имаме само еден пологовски зупчаник. Така да, исто баш како електромобиливе сега што се, на истиот принцип, дури сме понапред со тоа што полнењето на батеријата имаме фотоволтаик. Средношколците ни раскажаа дека ова им било најинтересното искуство што го доживеале досега во училиште, дека со задоволство поминувале повеќе часови во склопување на деловите, разменување на идеи, начини како да се изработи возилото, а уживале и во дружбата. Задоволството беше добро за да се изработи овој проект со професорот Бошко. Имаше исто така забави, дружење, добро беше све, сработката беше супер. Исто така имавме и добро друштво. Електромобилот е резултат на проект во кој е вклучено училиштето со наслов Инклузивни партнерства во заедниците. Беа формирани ученички клубови во кои учествуваа ученици од најразлични националности, различен пол и различни можности и способности. Во тие клубови учениците дадоа свој придонес, а електро и машинскиот клуб изработија електромобил, додека клубот за архитектура изработуваше рачни изработки од екоматеријали. Сите активности на овие клубови беа испланирани на начин каде што секој ученик, без разлика на своите можности и способности, би дал свој придонес и активно би учествувал. Изработката на електромобилот чинела околу 60.000 денари. Тимот од Техничкото училиште вели дека во иднина ќе работи на усовршена верзија на возилото. Се намалува бројот на овци во нашата земја. Дополнителен проблем е немањето овчари, како и ниската откупна цена на волната. Со продажбата на овчијата волна се хранела стоката, со сирењето и месото се покривале трошоците и се зголемувал бројот на грлат овци. Се тоа придонесувало во земјава да имаме 2 милиона грловци, за разлика од сега, кога во Македонија има едва и 500.000 овци. Љума Нафија од село Глабочица, Косово, веќе 2 децении чува овци. Вели дека оваа сточарска дејност обстанува благодарение на субвенциите. Ниските откупни цени се најголемиот проблем, па голем дел од овчарите се одлучиле да не ја продаваат волната. За понапред беше ти продаваш буна на 400 комада овци, му даваш ченка за овци за 5 месеци, да. Од волната, да. Ево сега на 12 ќе почнат на ченка да јадат дома, по 2 пута то јадат, сабали и вече. Кај стигне то 15 динара то. Али не плаќат како треба, ама пак, пошто 120 динара, 114 е кило, сега се зависи, али ова година, ако се покачува нешто, ќе бидне подобро. Истакна Љума Нафија од село Глабочица. Дополнителен проблем е што поради селувањето во Македонија веќе нема кој да чува овци. Како да чува? Побегнали луѓе по странство свет. Сега ја 56 години што идем ја. Тој дете што е 20 години, 18 години, тој бега у Немачка. Рече Афија. Македонија во време на поранешна Југославија беше лидер по бројот на грловци, а сега сме последни во регионот.
Македонската ракометна репрезентација забележа пораз од 27:25 од Чешка во рамки на второто коло на Европското првенство во Виена. Ракометната репрезентација на Македонија го забележа првиот пораз на 14-тото ракометно европско првенство. Нашите ракометари во второто коло загубија од Чешка со 27:25. Македонија одигра одлично полувреме кое заврши во наша корист од 11:9. Сепак, во вториот дел чешките ракометари одиграа одлично и веднаш го презедоа водството, кое успеа да го сочуваат до крајот на надпреварот. Најдобар во македонската репрезентација беше капитенот Кирил Лазаров со дури 11 погодоци. И покрај поразот, Македонија се уште има шанси за пласман во следната фаза. За тоа ќе биде потребна победа над домаќинот Австрија, на надпреварот кој ќе се одигра утре со почеток во 18 часот и 15 минути во Виена. Милена Велкова вели дека страхува од посериозни последици од недостигот на вода. Но е многу трудно, защото масово хората се оплакват, че водата е с най-различни цветове, че има мирис и даже по някакъв път се опасяваме да миеме и с тази вода. Вкъщи тук при нас е забранено да се ползва водата от чешмата за пиене. 29-ти се събрахме и поставихме началото. Кризата со водата што го зафати градот Перник и околните села предизвика серија протести и ги натера опозицијските социјалисти да побараат гласање на доверба во централно-десничарската влада на премиерот Бојко Борисов. Учесниците на протестите во Перник, како Васил Димитров, велат: Престои воден апокалипсис. В медиите според мен умишлено не се казва какво се случва, за да може още хората още малко да издържат. Но реално, когато спре водата напълно в язовира и няма вече вода, нещата може би станат много по-сериозни. Надявам се това да не се случи. Димитар Димитров пак вели дека и за она што се случува со водата е поради тоа што во земјата нема правда. 30 години България се разграбва по всекакъв един начин и няма наказани за това нещо. То не беше селско стопанство, промишленост, енергетика, европейски фондове, САПАРТ, всекакви видове кражби, които до сега няма наказан до сега. И ние на този протест сме точно за това да има вече крайно време да има некой наказан, за да може България почне да се управлява по правилния начин. Бугарскиот министер за животна средина Нено Димов во петокот поднесе оставка откако беше обвинет за намерно лошо управување со ограничувањата на водата. Обвинителите изјавија дека Димов не успел да преземе соодветни мерки за да избегне критично одводнување на браната, што обезбедува вода за пиење на Перник и околните села и покрај многобројните предупредувања. Инфраструктурата за водоснабдување на Перник не е реновирана повеќе од 50 години и губи над 70% од водата за пиење што поминува низ неа. Ова беа содржините подготвени за ова издание на регионалните вести. Пријатно!